Со одлука на владата од 15 октомври, секој што сака да го посети Националниот парк Пелистер ќе мора да плати за влез во истиот. И тоа 30 денари за индивидуална посета плюс 50 денари ако посетата е со автомобил или 200 денари за автобус. Додека годишниот билет изнесува 1000 денари. Рампи за наплата ќе се постават на две места, на главниот влез на селото Магарево, како и на патот кон селото Маловиште. Според надлежните од Националниот парк Пелистер, оваа мерка ќе се спроведе за да се евидентираат посетеноста на паркот, Пелистер и унапредување на содржините во истиот. Националниот парк знае и има систем за годишна евиденција, 7000 посетители за изминатата година. Тоа е нивна изјава. Од кога тоа треба да се наплаќа? На што тоа владата и градоначалникот Талески го сметаат за постоечки содржини во Националниот парк? На Пелистер веќе трета сезона од 2010 година постои свлечиште, пукнатина од 30 метри во правецот од селото Трново кон детското одморалиште. Опасност за моторните возила и планинарите. Дали тоа е атракцијата за која треба да се плати за да се види? Дали треба да платите 30 денари за да го видите детското одморалиште во фаза на распајање? Планинарскиот дом Копанки, изгорен па срамнет до темел, кој беше едно од примарните дела за санација од програмата на Талески. Ски стаза, чија основа не е обликувана ниту одржувана. Или можеби атрактивна содржина која вреди да се види е дотрајната жичарница која може слободно да се именува како историски споменик. Дали ова се постоечките содржини за кои граѓаните на Битола ќе мора да плаќаат? Или ова се содржини кои граѓаните на Битола и околината ги натераа да ги користат алтернативните локации за зимски рекреации, Банско во соседна Бугарија и Вигла во соседна Грција. Очигледно е дека владеачката ДПМН и градоначалникот Талески многу се загрижија за развојот на туризмот, но не во нашата држава, него во соседните земји.